А во каква кондиција е стопанството? Дали извозот оди во нагорна линија? Борис Груевски во Дневникот разговара со Бранко Азески, председател на Стопанската комора. Борис, повели. Да, Марина, благодарам. Стопанството барем изминатата година се соочуваше со еден куп предизвици пред себе ше во прилично лоша кондиција, затоа што фирмите конкретно во нашава земја се соочува со еден куп проблеми. Меѓутоа, за развој на македонската економија клучен е извозот, кој секако во текот на оваа година се очекува колку толку домашните компании малку да заживеат. Пред малку овде во Стопанската комора на Македонија се одржа петтата седница на Национален совет за извоз со цел секако за развој на економијата. Во овој дневник разговарам со Бранко Азески, председателот на Стопанската комора на Македонија. Господин Азески, добре дојдовте во дневникот. Добре најдов. На самиот почеток се одржува Национален совет за извоз со цел за заживување на економијата, меѓутоа за прв пат председател е од приватниот сектор. Што значи тоа за компаниите? Тоа е голема работа за македонската економија. Прв пат се воспоставува тело кое што заживе во рамките на проектот на USAID со подршка на американската организација, кое што ќе екзистира и после проектот, во кое што заедно ќе седат на иста маса представниците на јавниот и на приватниот сектор, но преседавач ќе биде, односно председател ќе биде председателот на Стопанската комора, тоа значи представник на приватниот сектор. Тоа значи можност да ние реално на конкретно место, на конкретна сцена ги искажеме точно нашите оценки, констатации и потреби за зголемување на извозот. Она што е значајно е што досега ние успеавме и без тоа тело да анимираме јавноста и сите значајни чинители во градењето на економски политики, дека е потребен извозот алфа и омега за опстанок на македонската држава, затоа што преку тоа се создава ново создадена вредност која е потребна за развој на конкурентноста на македонската економија. А сега одиме кон имплементацијата која што кај нас е секогаш проблем, така да успеавме јавноста да ја убедиме во значењето на извозот, а сега треба да создадеме алатки со кои што ќе го дуплираме извозот и на тој начин ќе овозможиме на тамошен прогрес на државата и на економијата. Велите извозот е алфа и омега за македонската економија, меѓутоа кои се тука политиките за раст, бидејќи знаеме изминатата година во каква кондиција беа пред се домашните компании во земјава, што ќе се случува во текот на годината? Па вие дадовте една оценка, меѓутоа јас би ја проширил таа. Ние кризите ги чувствуваме од 2008 година навака. Така почна финансиската криза, имаше економска криза, па дојде здравствената криза, па енергетската криза. Еден куп кризи. Еден кризи. Практично живееме во кризна состојба и раководството се као кризен менеджмент во оваа ситуација. Така ќе се справуваме и оваа година во која што неповолни се условите и на светски, и на регионален, и на домашен план, затоа што е некако доведена во прашање предвидливоста која што е основа за нашето работење. Компаниите сакаат однапред да знаат што и како ќе се сложени на трошоци и кои ризици и опасности вребаат, а тоа не може во овој момент да се цврсто гарантира. И живееме во доза на едно исчекување и на една зголемена стапка на ризик, што не може да влијае на конкурентноста на самиот извоз, што е за нас, да речем, лоша вест. Пред самиот крај, во каква кондиција е домашното стопанство во земјава? Прашање кое ги интересира добар дел од бизнисите во Македонија. Па ако се земат сите параметри, извозот е во најдобра кондиција и најдобри бројки покажува и тоа нас не дава дополнителна снага да ги усмериме сите напори тамо, да убедиме владата дека тоа мора да оди таа поддршка директно од буџетот и од владата према компаниите, со тоа да се стимулираат и другите да се свртат на тој пат, затоа што македонскиот пазар е мал. Ние се повеќе постануваме светот едно големо село, во кое што можеш да се снаоѓаш, односно да се бориш на пазарите, да бидеш конкурентен, да уезиш и така натаму, да извезиш. Така да мислам дека имаме стратегијата пред нас, имаме новите алатки, имаме поддршката на сите за да направиме чекор напред, а тој ќе се направи само ако ја подобриме имплементацијата и ако тоа го третираме како првокласно и приоритетно прашање.
Ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Дневникот на Македонската телевизија. Благодарам уште еднаш. Марина, за сега толку живо од ова вклучување од Стопанската комора на Македонија. Повеќе информации односно целосен извештај најавувам за Дневникот во 17 часот. Благодарам, Борис Груевски, со оценките за стопанство.